Бројот на повредени пациенти кои моментално се лекуваат од здобиените повреди во пожарот во Кочани е 162. Денеска 10 од пациентите што лежат на клиниките низ државава ќе бидат пуштени на домашно лекување, а вчера од болница биле пуштени 3 пациенти, изјави денеска министерот за здравство Арбен Таравај. Министерот кажа дека 115 пациенти се на лекување надвор од државата. Освен еден пациент кој се лекува во Турција, останатите се во сериозна, но стабилна состојба. Купно 115 се на лекување надвор од државата. Во Србија 30, тоа е објавено на веб страната на Министерството, од кои веќе 2 се екстубирани. Во Бугарија 15 пациенти од кои што 3 се веќе екстубирани, значи се во стабилна состојба. Во Грција 12, од кои 2 се критични. Во Анкара 6 пациенти се екстубирани, додека исто толков број се екстубирани и во болницата во Истанбул, додаде Таравај. Во Шпанија, како што кажа, се лекуваат 7 пациенти, во Австрија 5, во Унгарија 6 пациенти, од кои што веќе еден е фебрилен и еден со кашлица, другите се во стабилна состојба. На денешниот состанок на кризниот штаб била отворена и темата на враќање на пациенти од идната недела. Имаме најави од одредени држави каде пациентите се во добра состојба, со цел да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат откако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во добра состојба после прегледот од доктор може да се пуштат и да одат дома, рече тој. Според него, следната фаза се можните инфекции кај овие пациенти и затоа треба да се превенира максимално за да не настанат компликации. Основниот суд во Кочани донесе решение со кое се определува 30-дневен притвор за 13 лица опфатени во случајот со пожарот во дискотеката Пулс, меѓу кои и за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, за уште 6 осомничени, на кои претходно исто така им беше определен краткотраен притвор од 48 часа. Судот ќе одлучува во текот на денот. Засега до Основниот суд Кочани нема пристигнато барање за вчера приведените поранешни градоначалници на Кочани, Николчо Илиев и Радко Димитровски и градоначалникот во оставка Јупчо Папазов. Обвинителството и полицијата синоќа спроведоа акција за приведување на лица за кои постои сомнение за инволвираност во пожарот, за што јавното обвинителство најави дека денеска ќе информира. Судија на претходна постапка претходно одреди краткотраен притвор од 48 часа и на поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат Горан со истражните активности до пред приведувањето на тројцата поранешни градоначалници беа опфатени 28 лица. Според новиот коалициски договор на германската влада, годишната квота за работни дозволи за нискоквалификувани работници од Балканот ќе се намали од 50.000 на 25.000. Оваа одлука е резултат на економската криза, зголемениот број украински бегалци кои добија пристап до германскиот пазар на труд и политичката волја за ограничување на емиграцијата. Иако нема најави за укинување на постојните работни дозволи, некои македонски работници во Германија изразуваат загриженост за можни административни пречки при обновувањето на нивните документи. Дополнително, некои германски компании, соочени со економски предизвици, започнаа со кратење на работни места, што предизвикува несигурност кај работниците. За оние кои размислуваат за враќање во Македонија, предизвик представуваат пониските плати и нестабилните работни услови на домашниот пазар на труд. Алтернативи вклучуваат преквалификација во сектори со висока побарувачка, како здравството и информатичката технологија, или преселба во други европски земји каде што има недостиг од работна сила. Во моментов, македонските работници во Германија треба внимателно да ги следат економските трендови и новите регулативи за да ја планираат својата иднина. Апсењето на градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, под обвиненија за подкуп и помагање на терористичка група, предизвика масовни протести низ Турција. Турската полиција изврши рација во неговата резиденција и го приведе, заедно со неговиот близок соработник Мурат Онгун и уште 100 лица, вклучувајќи политичари, новинари и бизнисмени. Илјадници студенти се собраа во кампусот на Универзитетот во Истанбул и покрај 4-дневната забрана за јавни собири и протести до 23 март, со цел да го изразат своето незадоволство од апсењето на Имамоглу и други високи членови на опозицијската Републиканска народна партија. Министерот за внатрешни работи, Али Јерликаја, изјави дека се приведени 27 лица под сомнение дека објавиле провокативни коментари на социјалните мрежи за апсењето на Имамоглу, кои поттикнуваат на злосторства и омраза. Ситуацијата останува тензична, со продолжени протести и зголемени безбедносни мерки низ земјата. Пожарот на трафостаница во електричната мрежа, кој предизвика прекин на работата на меѓународниот аеродром Хитроу во Лондон, е ставен, соопшти пожарникарската служба на британската престолнина. Нема индикации дека огромниот пожар во трафостаницата Хејс што го снабдува Хитроу се должи на криминално дело, изјави истовремено британскиот секретар за енергетика Ед Милибанд. Овој катастрофален пожар, како што го опиша тој, зборувајќи за Sky News, го остави надвор од функција резервниот генератор на трафостаницата.
Националната мрежа работи на враќање на струјата користејќи друг резервен систем, рече Милибанд, додавајќи дека владата ќе се обиде да ги разјасни причините за пожарот и да извлече лекции за иднината на британската енергетска инфраструктура. Лондонскиот аеродром Хитроу, најголемиот во Европа, денеска цел ден е принуден да ја прекине работата поради прекин на електричната енергија предизвикан од пожар на трафостаницата на електричната мрежа во Хејс, западното предградие на британската престолнина, што гарантира снабдување со електрична енергија на аеродромот, што предизвикува проблеми во воздушниот сообраќај ширум светот.